За да ги демонстрира можностите што ги пружаат автономните камиони, американската компанија TuSimple изврши транспорт на лубеници од Аризона до Оклахома. Патувањето, изведено на барање на една голема дистрибутерска фирма, беше долго 950 милји, односно повеќе од 1500 километри. На тој пат возачот управуваше со камионот само 20% од времето, додека останатото за него тоа го правеа автономните технологии. И тие се докажаа во најдоброто светло. Не само што не беше забележана ниту една спорна ситуација, туку и патувањето траеше цели 10 часа помалку. Причината не е брзината, туку фактот што возачите на камиони мораат да одмараат, а техниката не. Од компанијата TuSimple истакнуваат дека ваквиот вид транспорт посебно е погоден за лесно расипливи стоки кои, за да ја зачуваат свежината, времето на транспорт треба да биде што е можно пократко. Според нив, во одредени случаи дури и не е потребно ангажирање на ладилници, туку на обични камиони. Токму затоа и за оваа нивна демонстрација беа избрани лубеници. Но без разлика на видот на стоката што се транспортира, финансиски придобивки ќе имаат сите, од фармерите преку дистрибутерите и трговците до потрошувачите. TuSimple е една од водечките компании на оваа поле во Америка. Технолошки соработува со Navistar и Triton, кои поседуваат и малцински дел од незините акции. Нивната технологија е оптимизирана за возење по автопат и во поедноставена полуавтономна изведба веќе ја користат 20 на компании. Раководството на TuSimple очекува целосно автономните камиони да станат реалност на американските патишта до 2024 година.